знаевме кога пред 27 години се овоплоти овој театар, се возобнови театарот Скрби и утеха, дека ќе издржиме толку време и дека постојано ќе минуваме низ искушенија. Некој мисла дека театарот е, си играте представи, публиката си станува и си заминува дома без да ја допрете, не размислувајќи дека првиот Скрби и утеха на Војдан Поп Ѓорѓиев Чернодрински, создаден 1895 година, беше кога Македонија немаше држава, а имаше театар. Тогаш ние не знаевме за Питер Брук, која кажа познатата реченица и вистина за театарот. Театарот е потрага по Бога, место за средба со Бог. Ние не го познававме Гротовски, кој велеше актерот е светец, се качува на сцената за да ја осветли публиката. Првиот театар на Скрби и утеха на Чернодрински помина низ искушенија. На неговата премиера пукаа со пиштоли во актерите. Кога го доживеав тоа со театарот Скрби и утеха во Голобрдо, кога на една пољана со калашникови, пиштоли и пушки пукаа на лажната прослава за да ги испрашат актерите на театарот Скрби и утеха, јас знаев дека овој театар не е создаден туку така. Ние имавме предчувство само од 1988 до денес, до еден момент додека не дознавме кој ни помага и кој останува секогаш со нас. Оваа манифестација почна како театарски маратон. Ние го имаме примерот на еден наш голем и славен предок Александар, кој по повод на смртта на еден негов пријател Хефестион направил македонски фестивал со 3000 актери, глумци, пејачи, спортисти. Зошто? За да покаже дека смртта не постои. За да покаже дека животот ја победува смртта, дека душата најнакрај не е смртна, телото заминува во земјата како што пишува во Стариот Завет, а човекот оди кој Бога. Потоа ние сознававме и доаѓавме од театарскиот маратон Дионисови слави, Дионисусови слави, за денеска да дојдеме армакедонските слави. Вие ги видовте овие луѓе, тие доаѓаат да пеат, да го слават Бога, да се дружат, да бидеме барем еднаш годишно заедно, еднаш годишно во овој лажен свет, кој зборува за Европа без граници, кој ви зборува за обединување, а вие едноставно не можете кога ќе поминете границата на Република Македонија, да функционирате како христијанин, љуби го својот ближен како себе си, затоа што ви бранат да играте на македонски, ви бранат да пеете на македонски, ви забрануваат да мислите на македонски. Чернодрински, кој немаше држава, имаше театар. Зошто овие луѓе не се денеска со нас? Тоа е прашањето кое сакам да го споделам со вас. Дали ние денеска повторно доаѓаме на котата на првиот театар Скрби и утеха, дека ние имаме театар? Нешто што е интересно се армакедонските слави. Свети Јован Богослов Откровение, во стихот 16:16, тој вели и ги собра сите на местото наречено Армакедон. Зошто е важно тоа место? Зашто таму се случува последната битка со паднатиот ангел, кога потоа Господ ќе слезе со армакедонците и ангелите ќе го фрли сатаната во огнено езеро. Што се случува овде? Видете еден свет кој се урива. Имате две патеки, да живеете со Бог или да живеете без Бог. Без Бог вие ќе мислите дека сте богови, ќе убивате, ќе цензурирате, ќе забранувате, како што на македонците им се забранува идентитетот во 20-тиот век, кога сите зборуваат за некакво обединување. Ќе убивате, ќе мразите, ќе судите. И тогаш вие автоматски целиот народ, ако го водите во грев, во проклетство. Не може Македонија да живее без Бог. Ние го имаме апостолот Павле, Савле од Тарс, кој претходно ги гонеше христијаните, а потоа стана апостол Павле, зашто му рече Исус: Савле, Савле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кога го прогонуваш. Тој дојде во Македонија, зашто го сонуваше македонецот, го ширеше Евангелието. Кирил и Методија, Климент и Наум ги даруваат словата, зашто беа христијани. Богомилите го расширија новото учење, дека црквата е самиот човек. Овој театар постои затоа што Господ не подржуваше. Ние немаше да издржиме 27 години битки, зашто немавме држава да застане зад нас. Од време на време не поддржуваа, малку, трошка, капка по капка. Но апостол Павле вели: кога сум слаб, тогаш сум силен.
Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Македонија е дарувана од Бог. Во Светото писмо пишува: секој јазик и секој народ да го слави Бога. Кој е тој што ќе забрани ние да пееме, да се дружиме и да играме? Ќе ставам точка на армакедонските слави, од има еден човек што сака нешто сега да ви пренесе. Сакате едно академика зборува? Ај, може. Едеш што? Паќе на од Канада. Нема смисла да фајме. Чекай, не сме емоции. Само што сакам да прашам, не е за јавност. А ова што сум маскиран, така рекол да се одобре, сите јавни личности, кои ќе се појавуваме во јавност да биде маскиран. А после судот ќе донесе одлука кого ќе демаскира, кого ќе маскира. Значи, ова чека не сме. Ке се подпишуваме. Слушам се sprema popis. А да се запишеме Грци и Унгарија. Или Арнаути, Срби, колку сакаш изгледа. Може и косовари да види. Македонци. Видите дека не бива. Не може. Македонци не може. Словеникос, Словеникос може. Размислете за ваше добро било. Јас имам некој фајден. Јарнице да наравам. Размислете. А сега ова, чекај, ова беше незванично. Не беше пред микрофон. Сега може. Снимаш?
Evo, ovo je oficijalno što ќе ви го кажам сега, мислам. Бидете сериозни. Значи, камера, иде. Почитувани конкуренти и конкурентки, најпосле дојде долго очекуваниот ден, кога сите ние овде собрани со неизмерна, голема радост во срцата ќе треба да донесеме конечна одлука за име, вера и народ. Добро, аплауз. Мислам, гледам, не ви се аплаудира, меѓутоа ќе го наснимиме после тоа. Не е проблем. Овака, значи, обединети со љубов во срцата ќе донесеме конечна одлука. А тоа беше за име, вера и народ, на вас, за сите вас, за поубаво утре, за благосостојба, за добробит на нашите и вашите деца, за посветла иднина, за убавини, за демократија и да не прима таму горе, нели, во тие белосветските, како се викаат, да, интеграции. И затоа, народе мој, ја отвораме оваа процедура. Ајде сега ќе ве молам, 3 пати. Ура, ура, ура! После ќе го наснимаме тоа. Ехото, нели, нема проблем. Да, значи, речете и не на сиромаштијата. Овде се продава, се нуди на пазарот еден древен и славен напатен народ. И, што е најважно, на тендерот се јавија и платија партиципација за нашата убава нација. Нашите мили, драги, никогаш те прежалени соседи. Од исток ни доаѓа Аспарух до Курцев. Аплауз, аплаудирајте, ама не врескајте, тивко, тивко. Од југ ни доаѓа Папаламацис, Пицотакис, Кефалос. Аплауз, може. Од запад, Кукунонеп, Скендербеј, Калашници, а од север, Шундич, Бели Лукац, најачи на свету. Куварица пиле пече, од пилета вода тече. Куварицу ćemo, пиле ćemo да једемо, куварицу да љубимо. Така беше. Јој. Чекај да видам што пише. А се подготвува да ни дојде и косовка девојка. Епа, драги мои, со ова, мислам дека денешнава пресконференција ја завршуваме и цијата може да почне. Музика. Има музика? Нема. Нашите пријатели македонците што се останати вон границата на Република Македонија не се вечерва со нас, но испратија писма со поддршка од сите страни на македонската земја. Од театарот Скрби утеха дојде поддршка од Друштвото Прогрес од Ново Лески, кои неколку пати доаѓале и ги пееле своите песни. Нивните песни, хорски, машки, посебно ги крева дамарите, ги видовте на снимката на спотот, рекламниот спот за манифестацијата, подпис од 49 луѓе на чело со Стефан Терзиев. За овие луѓе што значи да доаѓаат тука? Тоа се како деца кои мислат дека ги заборавил родителот и родителите. Тоа се луѓе кои биле поминати последните 100 години под силен притисок и како што ми велеше една жена во Пиринска Македонија, тихо, ние немавме леп да јадеме. Не се откажавме од Македонија, а вие подпишавте договор и се откажавте од нас. Такви приказни има насекаде. Тие луѓе тогаш кога доаѓаат тука или кога поаѓавме ние кај нив, чувствуваа дека родителот не ги оставил сами, дека татковината во која тие веруваа дека им дал Господ да бидат македонци, ги сака и се сеќава на нив, дека еднаш годишно може да појде некој нив да ги прашаш дали им треба нешто, да ги подсетили да дојдат тука да ги пеат своите песни кои се подложни на заборав. Добивме писмо и од македонците од Егејско, тоа ќе ви го прочитам бидејќи на вистина
кажува нешто за зошто се случува овие армакедонски слави. Почитувани македонци од скрби и утеха. Со големо изненадување бевме информирани дека е прекината помошта кон една од долгогодишните манифестации Дионисови вечери денес армакедонски слави и кон една културна установа многу активна околу македонското прашање во сите места каде што живеат македонците. Театарот скрби и утеха и неговиот духовен водач Тихомир Стојановски. Се прашуваме зошто? Што може да биде позначајно за македонската култура и уметност од еден обид кој ги вклучува сите македонци? Кои се тие нови облици за зачуѓување на македонството во и надвор од Република Македонија, кои можат да понудат повеќе и заслужуваат поголемо внимание и финансиска помош, отколку нешто што е веќе докажано и засакано во сите страни на македонскава земја? Треба малку повеќе одговорните да размислат за овој потек и да ја коригираат што побрзо оваа неправда. Со почит кон Република Македонија и кон скрби и утеха. Подпишани Движење на македонците во Грција, Весникот Нова Зора, Културно друштво Овчарани, Културно друштво Солунчани, Културно друштво Цар Мориново Njegуш. Тоа е едно од писмата, а сега продолжуваме со програмата. Се колнам во името на Бога, верата и честа, дека од денес па до судниот ден ќе се борам со сите сили за слободата на Македонија и Одринско и дека ќе се подчинувам на заповедта на моите началници. Ако не се подчинувам на волјата на моите началници и ги предадам работите што ќе ми бидат доверени волно или неволно, да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Македонија нема што да чека повеќе. Од информациите што ги добивам од теренот, добив сознание дека Македонија се уште не е подготвена за кревање на востание. Бројот на пушките, бомбите, муницијата не се доволни да се протиставиме на оружјето и на воените армии со кои располага Отоманската империја. Но, да им дадеме едно последно предупредување на османлиите. Да се крене Отоманската банка во Солун. Минирањето на железничкиот мост кај Ангиста, чи нам предизвика убава возбуда во Стамбул и во европските канцеларии. Значи, гемиджиите, ако се подготвени, веднаш да тргнат во акција. Јордан Попјорданов, Костадин Кирков, Павел Шатев, Тричков, Мечев, Пингов, Богданов, Коштанов, сите. Делото на гимеджиите ќе биде само еден мал вовет во востанието. Ако не биде и едно мало востание само по себе. А културните европејци се плашат од секаков вид на било каква револуционерна активност. Се разбира, ако тоа не се поклопува со нивните специјални потреби. Само да ве подсетам. Европејците ги сметаа грчките разбойници за бунтовници. Се додека не беа загрозени нивните интереси во поморскиот и трговски сообраќај во Јонското и во Егејското море. И тогаш
Знаете што направија милордите? Им дадоа статус на нација во војна на Грција, за да можат неја да ја држат одговорна за штетите што ќе настанат на европејските бродови. Па не можат да барат оштета од грчки разбойници. Значи, ако го свртиме вниманието, и најбезначајните работи стануваат мошне значајни. А браќа мои, нели сме ние прекалено надејани? Оти се надеваме само на своја помош. А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мисла тие за доброто на Македонија. Нивните кнезови, кралеви, министри се демнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да го надитри другиот. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Така ја разбирам јас македонскава кауза, како своја лична кауза, слобода за сите македонци, каде и да се. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и грчката, ќе тргне и српската, ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Кој мисли, кој работи да ја присоедини Македонија кон Грција, тој за себе може да каже дека е добар грк. Кој мисли, кој работи да ја соедини кон Србија, тој за себе може да каже дека е добар србин, или кон Бугарија добар бугарин, но не и добар македонец. А ние овде, централисти, сарафисти, Ванчо Михајловисти, санданисти, до кога делби? До кога лење братска крв? До кога ќе се делиме? До кога други ќе не делат? Зарем остана уште за делење? Why? Ma perché? Pourquoi? Warum? Зашто? Па чему?